Тешко ли се живее од копаничарство? Може скоро никако да не се живее, него задоволството е поголемо од се друго. Раскажува некогашниот драмски аматерски режисер Денес Копаничар, Стоја Додевски од Старонагоричане. Додевски, кој е еден од малкуте копаничари од североистокот, со овој занаед се занимава 20 години. Посочува дека дејноста воопшто не е исплатлива, но сепак го исполнува. Оние ретките што купуваат изработени предмети од дрво, најчесто параат икони. Занаетот, вели, го научил од повозрасните мајстори, членови на Сдруженијето на копаничари на Македонија. 20 години како се занимавам со оваа работа, инаку претходно работев со драмски аматери и кога веќе ми досади, кога ми пукна филмот и решив да се повлечам, да се скријам и да земам длето и токмак во раце и почнав со копаничарство. Еве, реков дека 20 години, ете тоа е тоа што нешто ме привлече да се смирам, да се едноставно ми причинуваше задоволство. Се зачленив во Сдружение на копаничари на Македонија и таму од нив научив многу работи. Имав 2 колонии, на тие колонии највеќе се учеше од постарите мајстори и навистина не беа себични, покажуваа луѓето. Отприлике 4 часа ефективна работа е. После можеш да работиш она нешто што не можеш да го сгрешиш, инаку концентрација толку трае до 4 часа. Инаку некогаш ми текне и преку ноќ станам, па си работам. Мене овде никој не ми пречи. И на никого не му пречам. Ама велам дека кога како ти текне, тогаш работиш и така. Едно дело за да се направи треба ти месец и половина, па и повеќе некогаш. Некое дело па побргу се заврши и така, зависи од дело што се бара. Овој копаничар кој се уште ја негува вековната применета уметност нагласува дека кај младите воопшто не постои интерес за дејноста. Бевме тројца членови во Сдружение на копаничари. Едниот се откажа поодамна, вториот слушам дека сега бргу се откажал, повеќе не работи, каде и како е, не сум го видел. И еве јас, толку не има. Во секој случај, долу има поголем интерес. Битола, Охрид, Велес. Па би сакал барем уште една колонија да посетам да видам. Инаку изложби повеќе не сакам, имав 3 самостојни изложби. На сите изложби во Куманово учествував самоуки и овие изложби што ги организира Сдруженијето на копаничари на Македонија. Имам учествувано сега во последните години, дали од ова пандемија некако сега се мобилизираме некако да видиме, пак да се спомня, па да бидеме заедно на изложби. Производите за сега не ги пласира никаде. Вели доколку постои сувенирница, можеби интересот за производи од дрво би бил поголем. Отворањето на сувенирница во Куманово и барање на занаетчиската комора. Од општината информираа дека занаетчиите до наредната година ќе добијат простор каде што ќе можат да ги пласираат своите производи. Сувенирницата е планирано да се отвори во најпрепознатливиот објект занаетчискиот дом.